Низ текот на историјата, луѓето константно го проширувале знаењето за нашата планета. Непрестаната љубопитност на човештвото надовела до истражување на крајните прагови на непознатото. А кога тоа не било доволно, ние сме се свртили кон небото и дури сме пристапиле над него. Сепак постои едно место кое се уште останува мистерија, место каде темницата носи нова дефиниција за истиот збор – океанот. 72% од земјата површина е покриена со вода, а 95% од подводната површина останува неистражена. Тоа значи дека имаме поголемо познавање за планетата Марс и месечината отколку што имаме за длабочините на океаните. Скоро 50% од сите живи организми на земјата живеат во океанот, но научниците проценуваат дека уште најмалку 1 милион видови се уште неоткриени. Тоа значи дека во теорија, без разлика колку е неверојатно и нелогички ни звучи на нас, постои мала микроскопска шанса дека некаде во длабочините на океаните постои жолто осунгересто суштество кое знае да зборува и врти плескавици како секојдневна работа. Кога се возите со патнички авион и гледате надолу од прозорецот, нормално работите долу ќе ви изгледаат прилично мали. Но запомнете таа дистанца и замислете дека сте на брод и наместо да ја гледате земјата од голема височина во воздухот, вие ќе ја гледате површината на океанот од вашето седиште во бродот. Толку многу длабок е Challenger Deep, на длабочина од скоро 11.000 метри. Тоа е најдлабоката пронајдена точка во океаните. Најчудесната работа од сето ова е фактот дека ние всушност сме били до таму. Луѓето наистина го имаат допрено дното на ова место и не само тоа, туку мора да се истекне и дека ова сме го направиле во 1960 година. Тоа се повеќе од 60 години пред сегашноста. Но втората таква посета се случила дури 52 години подоцна во 2012 година, кога познатиот режисер Джеймс Камерон самостојно се впушти во дупката. Се проценува дека скоро 3 милиони остатоци од бродови моментално се наоѓаат на површината на океаните. Споро потонувајќи надолу без никој да ги види повторно, бродовите со себе ги земале сите скапоценности што луѓето ги оставиле во нив. Така да моментално во длабочините на водите постојат остатоци вредни неколку милиарди долари кои чекаат да бидат пронајдени. Дали сте знаеле дека подводните животни имаат нешто што се вика почистувачка станица? Риби, ајкули, жилки и други водни суштества доаѓаат со цел да бидат исчистени од ракчиња и слични миниатурни суштества. Например, кога ајкулата доаѓа во близина на станицата, таа ќе ја отвори устата и ќе се позиционира на таков начин што ќе сугерира дека е потребно чистење. Потоа малите рибчиња ќе започнат со отстранување и вадење на ситните паразити од кожата на ајкулата, па дури ќе влезат во устата и жаблите на било која риба на која е потребно чистење. Ни малку не треба да звучи изненадувачки фактот што загадувањето на водата е голем проблем низ целиот свет во денешницата. Нашето целосно непочитување и уништување на нешто што е апсолутно неопходно за живот на оваа планета е ништо помалку од запрепастувачки, бидејќи не станува збор само за животот во океаните, туку и за животот на копното. Милиони морски суштества, птици и копнени животни изумираат секоја година како директна последица од загадување. Во Кина над 90% од водата во и околу градовите е загадена, што не треба да биде чудно за никого, бидејќи тие испуштаат околу 60 милиони тони отпад во океанот. Секој можен ден. Проблемот се сведува на нашата неспособност да иземеме предвид долгорочните ефекти и фактот дека она што го правиме денес буквално може да значи живот или смрт за многу кратко време.